Многу се големи отпорите против принципиелност и против ред и поредок. Овој закон за угостителство и туризам го донесовме после ваков немил настан. Сеќавате на Кметовска која погина, мислам, од залутен куршум беше. На 11 декември станав министер, ова се случи пред Нова година и потоа го правевме законот за угостителство и туризам, каде што ги регулиравме сите овие работи, каде што регулиравме поделбата, имаме на гостилници, ресторани, кафе ресторани, кабарења и дискотеки. И од тогаш почнавме да издаваме лиценци и за диско клуб мора да се исполнат многу повисоки критериуми во однос на кабаре. Во суштина главната поента беше дека мора да има програма. И доминантни беа маси со столици, нормално да има и подиум за играње, но не доминантен да биде подиумот. Кабарето мислам дека работи од 8 до 4. А диско клубот исполнуваше многу повисоки стандарди и безбедносни и просторни стандарди во врска со сообраќај, хигиенно-технички, во смисла на тоалети, број на тоалети, значи сето тоа беше различно и мислам дека голем дел од нив го злоупотребува законот со што вадеа лиценца за кабаре, а и натаму бидува да функционираат како дискотеки. Оние што се сеќаваат на тоа мое време, јас затворав и дискотеки, затворав и кабареа, затворав и оние кои не издаваат фискални сметки и морам да кажам дека бев многу неомилен во тоа. Имав страшни отпори, впрочем и тоа беше една од главните причини зашто ме прекомандува во Министерство за труд и социјална политика. И како што гледам од тогаш нааму, таму готово да ништо не се менувало и не знам дали воопшто има измени и дополнување на овој закон за угостителство и туризам.